Јас ве поздравувам сите во името на нашиот Господ Исус Христос. Драго ми е и привилегија е секогаш да може да се застане пред заедницата, пред телото Христово, пред неговата невеста и да се споделат некои зборови за кои што веруваме дека Бог прво треба да му ги даде и да го предупреди проповедникот со нив, па потоа за тој да може да ги пренесе и на целата заедница. Има она чувството што го имаме е сладко горчливо, затоа што мене ми е драго што Живко го гледам, но секако не ми е драго што сета ова ситуација се случи на овој начин. Сеедно знаеме дека се е во Божите раце и знаеме дека Бог таму каде што сака секогаш е најсигурно, најбезбедно и најдобро. Уште една друга работа зашто толку ми е драго да можам тука да застанам пред вас е дека покрај тоа што нашата керка Габриела се врати пред еден месец во Македонија, ова е прв пат по 6 месеци да може да биде во заедница, така во црква. Таму имаше подолго време траеше на неможноста за собери. Така што многу ми е мило што можеме ова да го направиме на таков начин со неа заедно и со мојата сопруга Нада. Инаку зборот Божи на кој што јас денеска размислувам и ќе зборувам се наоѓа во Евангелието според Јован во 15-тото поглавие. Ќе ги читаме стиховите од 1 до 11, многу позната книга, многу познато поглавие од Евангелието според Јован. Тоа е за Исус лозата, таткото Лозарот, а ние прачките. Еве што Исус вели таму. Јас сум вистинската лоза, мојот отец е Лозарот. Секоја прачка во мене што не дава род, тој ја отсекува и секоја што дава род ја очистува за да принесе повеќе. Вие сте веќе чисти преку словото што сум ви го проповедал. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе ако не е на лозата, така и вие ако не бидете во мене. Јас сум лозата, а вие прачките. И кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу род, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор како прачка и ќе се исуши, а таквите ќе ги соберат и во оган ќе ги фрлат и ќе изгорат. Ако останете во мене, и зборовите мои останат во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе ви биде. Со тоа ќе се прослави мојот Отец, да носите многу род и да бидете мои ученици. Како што ме возлюби Отецот и јас ве возлюби вас, останете во мојата љубов. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта негова. Ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Амин. И благодариме Небесен Татко за ова свето писмо, затоа што во него има светлина, како што псалмистот во 119 псалм вели, светлина за нашите нозе и светилка за нашата патека. Не мора да талкаме, бидејќи ти ни се објавил. Ако ти не ни се објавеше, ние никогаш ништо не можеше да откриеме за тебе. Но фала ти што исто така не потикнуваш слободно да трагаме по тебе. И во овој збор, Господе, да најдеме што е поблиску, да стануваме христолики, бидејќи сме толку свесни дека како прачки ни треба многу кастрење од сето она што не ти е тебе угодно, а има многу. И затоа те молиме да ни простиш, но од ова да научиме како повеќе и повеќе, Господе, да стигнуваме до тебе, да се приближуваме до идеалот на Твојот Син Исус Христос, бидејќи кон тоа се стремиме во Твоето царство. Амин. 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 Ова е една од оние познати моменти во проповедањето на Исус Христос во неговата јавна служба, каде што една цела серија на изјави кои Исус Христос ги дава и кои велат јас сум. Ова е многу позната изјава не само заради тоа што Исус кажува нешто специфично за себе, не само затоа што е цела серија на изјави, јас сум светлината на светот, јас сум патот, вистината и животот и така натаму, јас сум добриот пастир, во овој контекст јас сум вистинската лоза. Значи ова се славни изјави во Евангелието според Јован и тие не се тука случајно. Тие се така наместени, тие се така формирани и обликувани, за да укажат на нешто недвосмислено за објавата на Исус Христос, кој го е вистинското лице, единствениот вистински образ, вели во Евреите, на таткото. Ние сме образ на образот, ако можам така малку да влезам во некоја размисла. Овој Исус Христос е еднаков со таткото.
Отец, Син и Свети Дух. И вели, јас сум вистинската лоза. Може да ги најдеме во повеќе поглавија, во 4 глава 26 стих, во 6 глава 35 стих, но исто така има еден многу интересен контраст. Феноменален е. Ако не го забележите и ако немате некое малку подлабоко и пошироко познавање, посебно и на Стариот Завет, ќе ви помине. Нема да го забележите. Но ако добро сте така вкоренети во севкупната Библија, зашто раната црква се борела од најраните моменти да остане, да се знае која е Светото Писмо и дека не треба ништо да се одсече и да се оддели, како што еден да кажеме теолог се обидувал во таму некаде раниот 3 век Маркион се обидувал да ја скрои Библијата малку, да ја исече и да каже ова одговара, ова не одговара да влезе во Библијата. Не, целиот Стар Завет е даден исто така за наша објава. А таа објава во целост доаѓа во својата светлина во Новиот Завет. Инаку ако погледнеме во Стариот Завет, кога зборуваме за лоза и за самиот како лозата за символот на Израел, во Псалмот 80, во Исаија 5 глава 1 до 7, во Осија 10:1, овие старозаветни примери секогаш имаат негативни конотации. Ова лоза не дава добар род, ќе дојдам, ќе го искорнам цело лозје, друго ќе си посадам. И ако не внимавате, всушност ќе го пропуштите овој важен момент на тоа што Јован евреинот, ученикот Христов, сака да го каже. А што каже? Копнежот на Бог да создаде народ за своето име преку Израел е тој народ да стане совршен, така што да се исполни ветувањето на Аврам. Аврам беше неговото име, татко на еден народ. А откако го доби Исак и ветувањето преку Исак, тој стана Авраам, што значи татко на многу народи. Визијата која Бог ја дава преку овој Божи народ е дека тие требаше да бидат светлината, да го дадат родот, да многу народи да дојдат на гората Господова и да го прослават неговото име. Тоа е совршената визија. Тоа е визијата во втора Цареви 10 глава, кога царицата од Саба доаѓа да го види Соломон. И вика, јас само слушав за овие работи, но сега гледам со моите очи колку си ти мудар. Ги погледнала сите околности, тука некаде доаѓаме до некаков речиси врв можен на она што Израелот го прави. Меѓутоа, ако 10 глава во втора Цареви е врвот, 11 глава е всушност показател дека сето тоа било пропаганда. Соломон пропаѓа надолу. Лозата не дава никаков род. И што ова сега значи? Исус е единствениот, вистински, совршен Израелец. Еве го совршениот. Тука е некој многу поголем од Соломон. На едно друго место ќе каже тој за себе си. Во Исаја 53 глава се зборува за страдалникот слуга. Ова е совршениот Израелец. Ова е лозата која таткото ја посади и оваа лоза секогаш ќе даде добар род. А за прачките? За прачките. Тука треба малку да се размислиме, бидејќи тоа се однесува на нас. Мојот отец е лозарот. Исус ја потврдува својата блискост со таткото и вика, јас секогаш се подложувам на неговата волја. Уште една совршеност за она што го гледам. Пред 2 дена, според црковното предание, беше одбележан денот на Успение на Богородица. И ако ја погледнеме нејзиниот пример на тоа што Богородица го представувала од новозаветните информации што ги имаме, најважниот елемент е следен. Господи, нека ми биде според Твојата волја. Така му вика она на Гаврил, кога тој дава изјава. Се што ќе ви каже во Кана Галилејска, така да направите. Ова е всушност примерот на сето она што Бог го очекува од секој од нас. Да се подложиме на неговата суверена, бидејќи таа е секогаш добра волја. Исус се подложува на неговата волја. Совршениот Израелец, Бого човекот се подложува на Божјата волја. Колку повеќе ние треба тоа да го направиме секое утро, будејќи се и разбирајќи колку сме несовршени. Една од првите, не една, ова е буквално, во буквална смисла на зборот. Првата мисла која ми поминува кога рано наутро се будам
е: Господе Исусе Христе, смилувај ми се мене, грешниот. Бидејќи сум грешен. Бидејќи сум несовршен. И бидејќи има во мене уште многу делчиња од прачките што треба да се режат. Јас тоа би го избегнал, ако е можно. Би одел на лево или на десно. Но најдобро за мене е да дозволам лозарот да ме скрои, додека седам цврсто припиен до лозата која е Исус Христос. Вика, секоја прачка во мене што не дава плод, тој ќе ја исече. А секоја прачка што дава плод, таа ќе ја крои. Таа ќе донесе плод. И всушност тука има една многу интересна граматичка конструкција во оригиналниот јазик, која ќе ја погледнем. И ќе видите дека во таа конструкција на оригиналниот јазик, она што е многу битно е донесувањето плод. Значи, не се работи само за тоа да дојде до герминација, не се работи само за тоа да дојде до некакво запрашување и некаква надеж дека нешто ќе стигне еден ден. Туку јасниот глас е дека плодот, а не самата герминација е знак, или оплодувањето е знак на спасението. Со други зборови, оној што веќе било оплоден од духот, оној што Христос го носи во себе, то од него се очекува да донесе плод. Ако не донесе плод, Христос не е таму, затоа тоа ќе се сече. И треба да бидеме отворени, бидејќи Бог нема да дозволи да биде од кого било од нас исмеан или од кого било од нас измамен. Нема шанси тоа да се случи. Не можеме да дојдеме ние до Бог и да му кажеме: Боже, види колку сме ние добри, ни должиш спасение. Таква работа нема. Се е по неговото благодат, но истовремено исто така и се е ставено во нашите срца со сите потенцијали да можеме слободно и во љубов. А тоа е поентата на ова поглавие, кога ќе одиме кон крајот, тоа ќе го потврдам, да дојдеме до самата заедништво со Бог, кое не е усилено и кое е целосно. Значи, оно што контекстот ни го покажува тука е дека Исус зборува. Го кажува во контекст на што? Во ова 15 поглавие. Ова е така наречен славен дискурс меѓу 13 и 17 поглавие во Јовановото Евангелие. Тоа би било некаква продолжена верзија на Господовата вечера. Тоа е како кога го гледав јас на времето Господарот на прстените, го гледав во скратена верзија и потоа излезе проширена верзија. Леле, и таа ја гледам. Така што ова е тука што гледаме. Еве го Јован. Го опишува деталите и уште појасно станува. Но кој е тука контекстот? Прво, укажува на предавството на Јуда. Јуда е разочаран. Јуда е всушност патриот, ако сакате така да ви кажам. Он сака Исус да земе меч в рака и да расчисти се околу себе и да го воспостави таквото замислено Израелско царство. Има лажни ученици и има степени на верата за кои што Јован зборува. И затоа вика тука тој, го цитира Исус, и тој ќе ја очисти. Значи, страдањата во нашиот живот има цел. Целта е да бидат верните што е можно поблиску и подобро формирани и подобро обликувани од лозарот, за лозата која е животот давен сок дава Светиот Дух, да се роди голем плод, според Галатјаните 5 глава 22-23, плодот на Духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, љубезност и така натаму и така натаму. За тој плод ние зборуваме тука. И поради кога тој ќе го очисти од 17 до 22 глава, всушност вели ќе се максимизира плодот и ќе ги открие така наречените лажни плодови, а сето тоа секогаш ќе биде зависно од Бог. И ако погледнеме некои други паралели каде што Исус зборува на сличен начин, ќе видите во Матеј 13 глава од 20 до 23 стих, во Римјаните 8:17 ќе видите дека тоа е токму она што Јован сака тука да го потенцира. И поради овој контекст за кој што веќе зборувам од 13 до 17 глава, можно е ова чистење да се поврзе со миењето на нозете и главата во 13-тото поглавие. Сеќавате кога Исус му вика: "Дај ти ги измијам нозете", вика: "Нема." Вика: "Ако не ти ги изчистам, не, тоа и главата ќе ми ја чистиш." Вика: "Не, ти си веќе очистен. Ти си веќе спасен." Но нивните нозе треба да бидат, да се мијат, а тоа укажува дека постојано секој ден не можеме да кажеме: "Јас се крстив, ме крстија во црква и готово, се е разрешено."
туку секој ден во покаяние треба да доаѓаме пред Бог и да бараме од Него тој да ни прости. Бидејќи има големи и чести причини зошто мораме да бараме прошка. Но вие веќе сте чисти, вели Исус на овој. Овој всушност зборува за тоа кој е вистинскиот ученик. Учениците се сигурни во Христос, но има еден од нив, Јуда, кој едноставно решил да му верува на она што се нарекува антихристот. И тука не станува збор за она антихристос, мисла на некоја конкретна личност со не знам рогови, со не знам какви глави и така натаму што се појавува, туку антихрист во изворниот јазик не значи противник, туку лажна замена, мимикрија, имитација, печурка и отровна печурка. Па пази се која ќе ја земеш и која ќе ја изедеш. Всушност тоа што на нас тука ни е кажано е дека само преку животодавниот сок кој доаѓа од лозата, кој ги црпи сите оние состојки кои се потребни, а лозарот е тој кој се грижи за неа. Прачката ќе го донесе родот кој што потоа ќе биде значи род за употреба, за благослов, или метафори тако ги сменам, како во Откровението ќе имаме едно дрво кое 12 месеци во годината ќе дава плод, а лисјата ќе му бидат добри за исцелување на народ. Еве ова Христос ни го ветува на сите нас кои веруваме во Него. Преку Словото вика што сум ви го проповедал. Во 17 глава 17 стих вика, а Твоето Слово е вистина. И во 4 стих им вели Исус на учениците, бидете во мене. Со други зборови повторно сака да каже, вистинското спасение е почетен, но и постојан одговор на Божиот позив. Значи, ние постојано секое утро се будиме и секоја вечер заспиваме со помислата дека сакаме да останеме, сакаме да бидеме, не дека сме биле, не дека ќе бидеме, туку дека сме трајно во една граматичка форма, значи која во себе содржи еден аорист, кој е активен и плурал, множина во која што сите нас не обединува, како црквата. Нема некој да каже, јас сум во Христос, во заедницата и мене не ми е гајле што се случува со другата страна од црквата. Не, сите заедно треба да учествуваме во ова. Значи, вистинското спасение е почетен, но и постојан одговор на Божиот позив. И со што е поврзано ова спасение? Поврзано е со тоа да се истрае во верата, а на оној што ќе остане до крај, на него ќе му го дадам венецот на животот, да продолжи во живот во покаяние. Значи, покаянието е нешто што е континуиран став на срцето и на нашиот живот секој ден. Оти секој ден правиме некои пропусти, секој ден всушност треба да се сетиме дека треба да сме засрамени од самите себе си. Копнееме кон некој идеал, но во дадени моменти, од ред причини, ние не успеваме да го живееме тој идеал. Затоа треба во постојана понисност и во покаяние да бараме прошка од Бог, иако сме му сгрешили на некој конкретно и директно, да бараме прошка од таа личност. Постојана послушност, зборот послушност во 21 век не е популарен. Сите сме слободата, сите сме оригинални, сите имаме мислење и така натаму, а всушност највистинската оригиналност е секогаш да бидеш послушен на вистината и секогаш да ја кажеш вистината, како што К.С. Луис знаеш да каже, зборувај вистината и секогаш ќе бидеш оригинален. Кажи ја вистината и секогаш ќе бидеш оригинален. Никогаш нема ништо во ова да има која ќе те засече и која ќе те сопре. И конечно, таквите ставови, да се истрае во верата, да се живее во покаяние, да се биде во постојана послушност, донесува плод. Тогаш плодот доаѓа на сцена. Рачката сама по себе не може да даде плод. И ова го покажува приоритетот на Божјата промисла и на Божјото провидение. И потоа имаме неколку реченици кои се клаузули, кои се условни реченици. Трета класа условни реченици што означуваат потенцијална акција. Ако, тогаш така. Ако не сте во мене, тогаш ќе се случат овие работи. Ако сте во мене, тогаш ќе се случат оние работи. Нашата духовна ефективност е поврзана со нашата постојана поврзаност со Исус Христос.
Како млад христијанин, некои од моите постари браќа и сестри тогаш пред повеќе од 30 години, ми дадоа една илустрација која остана до денешен ден со мене. Вика, духовниот живот на христијанскиот човек е како решето. Кога ќе го однесеш пред некој водопад, силен, и ќе го ставиш решетото под водопадот, водата ќе паѓа во решетото, ќе се прелева од решетото затоа што има обилна вода. Ако помислиш дека си собрал доволно, тргни се со решетките и едно 10 метра подоле ќе остане само влага, а додека се спуштиш некаде подолу, некаде низ планината, решетото ќе биде пак суво барт. Треба постојано да останеме поврзани со Христос. Од тоа зависи дали сме поврзани со животот. Кој е во мене и јас сум во него, тој ќе донесе многу плод. Ова континуирано заедништво е извор на континуирана плодоносност. Значи, се што рачката треба да направи е да остане цврсто закачена за лозата. Нема голема филозофија во тоа. И да дозволи, да чека, да биде кроена, затоа што тоа е најдоброто нешто што може да се направи за неа, за да може да донесе добар, здрав, плодоносен, вкусен, лековит и животодавен плод. Кој е во мене и јас сум во него, тој ќе донесе многу плод. И конечно Исус доаѓа во центарот на оно што сака да го каже според мене, и заклучокот потоа ќе биде љубовта, но централноста на оно што Исус го кажува се наоѓа во овој стих. Зашто без мене не можете да направите ништо. Покрај другите објави кои објави, подобро би рекол сознанија кои Мартин Лутер во 16 век ги добива додека го чита Новиот Завет, особено Галатјаните, особено Римјаните. Покрај тие се разбира објави за него во кои што тој разбира дека спасението се дава само преку вера. Ова е една многу важна реченица која тој ја дава во своите коментари на Новиот Завет. Зашто без мене не можете да направите ништо. И врз основа на оваа реченица Мартин Лутер исто така ја развива својата визија за тоа дека на нас ни е потребна милост, но истовремено потребно е наша отвореност и целосна подложеност на Бог да направи нешто преку нас. Ние не можеме ништо сами, а единствениот начин како може да направиме нешто е да дозволиме Бог да действува во нас и преку нас. Ова е една силна двојна негација. Негативна изјава за позитивна вистина. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор. Ако некој остане во мене, тој ќе даде многу плод. А другата работа е дури и кога лозата би се отсекла, една од важните илустрации кои Исус ги дава е дека лозата, освен да дава род, не може да користи за ништо друго. Не ни за огрев не ја бива. Ништо не можеш да направиш со неа. И затоа во Езекијел 15 глава, кога се зборува за таква лоза која треба да биде исечена и сушена, всушност укажува на тоа дека станува збор за лажна вера. А лажната вера не е првенствено нешто дали ништо ние знаеме, дали ги знаеме сите оние елементи на нашата вера, дали можеме да кажеме во секое време се безпрекорно да одговориме на прашањата кои ги не постават, иако тоа е корисно и добро, не велам не, но една од најважните работи всушност по прашање на оваа идеја за лажната вера е дали сме останати и сме дозволиле животодавната сила на Исус Христос да го формира нашиот живот, така што ние да стануваме се повеќе и повеќе христолики. Ако останете во мене, изборовите мои во вас. Молитвата на Христос не е одговорена по автоматизам. Тој му се моли на небесниот татко, но истовремено вели има еден елемент кој вие морате да го носите со себе. Тоа е што раната црква често знае да го нарече синергизам. Синергија, тоа е соработка со Бог, каде што Бог е 100% вклучен и без него нема ништо, но она што го очекува од човекот е 100% активност, бидејќи тоа се очекува од човештвото. Тоа е она што всушност Клемент Александриски, Атанасиј од Александрија, Григори Богослов во 4 век и така натаму ќе кажат Бог стана човек за човекот да може да стане Бог. Идејата е дека како Бого човек Исус Христос е 100% Бог и 100% човек. Нема мешавина, не е како на двотактолското улје во тарабант и во
другата кола која беше Варбург. Не е мешавина, туку е 100% Бог и 100% човек. И тоа се очекува и од нас. 100% е Божјата милост, 100% е Бог тука, без Него не можеме ништо, нема спасение без Христос, а она што се очекува од нас кога ја примаме, животодавната сок и животен плод на духот, е да се дадеме себе си целосно во оно што Бог го бара од нас. Тогаш, што и да посакате, барете ќе ви биде. И ова реченица може лесно да ја прочитаме и таа ја памтиме, нели? Што и да посакаме, ќе ни биде. Ама да не заборавиме дека е дадена во многу конкретен контекст. Ако останете во мене, изборовите мои останат во вас, тогаш, што и да посакате, ќе ви биде. А најголемиот дел од ова е дека треба да ве режат. За да дадете многу плод. Со тоа ќе се прослави, вели Христос, мојот татко. Христоликото живење на верниците му донесува слава на Бог и покажува дека се вистински ученици. Таткото е прославен во работата на неговиот син, а преку оние кои се во синот, сега таткото е прославен и преку делата на самите верници. Ова е тајна, всушност, над сите тајни. И она е разликата меѓу она што многу често нели кога ќе каже некоја некаква си мистерија, некаква тајна, некаква скриеност, често поврзана со различни теории на заговор, некакви квази гностицизми и неогностицизми на тоа да откриеме кој тоа всушност сака да го уништи светот. Не е тоа. Вистинската тајна е апсолутно недостижна за човекот и истовремено 100% пристапна за човекот. Зошто? Апсолутно недостапна, бидејќи без Бог не можеме никогаш да ја добиеме. И 100% пристапна, бидејќи Бог ни ја објавува. И нема тука голема филозофија. Филозофијата е дали подготвено ќе прифатиме недвосмислено, со полно срце ќе му кажеме да на Бог и тој тајната ја објавува. Не постои човек на овој свет кој е нешто попаметен од некој друг за да може да добие некоја поголема тајна, а некој да живее со помала тајна. Еве е тајната. Имаме учество во животот на троединиот Бог. Како што ме возлюби таткото, и јас ве возлюби вас. Ова низа на љубовно заедништво го одликува Божјото семејство. Отецот го сака синот, синот ги сака своите следбеници, а неговите следбеници се љубат едни со други. И конечно вели, останете, тоа е заклучокот на овој дел, останете во мојата љубов. На верниците им е заповедано да останат во молитва, во послушност, во радост, во љубов. Ова се показатели за личен однос со Бог. И тоа се неговите заповеди. Ако ги запазите моите заповеди, тогаш ќе љубите. Љубовта е дејство, како што јас често знам да кажам, а не само чувство. Љубовта е активност, а не само идејата дека имам некакви пеперутки во стомакот. И љубовта не е за како оние песни кафански во кои се вика за тебе ќе сечам вени. Не. Љубовта не е за тебе ќе сечам вени. Љубовта е утре ќе станам порано, ќе купам леп во пекарата. Љубовта е ќе се грижам за нашето новородено дете. Љубовта е рацете ставени во акција за да се биде на помош и благослов на другиот. Тоа е вистинска љубов. Тоа е активноста на која што Христос не повикува. И затоа вели, мојот татко е лозарот, јас сум лозата, а вие сте прачките. Илустрација ненадминлива, како и многу од нештата кои Христос ги раскажува. Раскажува една едноставна кратка приказна за некој си добар самарјанин и 2000 години се раскажува и не може да се исцрпи. Тоа е она што Христос на нас ни го дава. Тоа е лозарот, таткото, Христос е лозата, ние сме прачките, а сокот кој е животодавниот сок е Светиот Дух кој го дава плодот, а врз основа на плодот тогаш ние бараме и копнееме да ни даде се, а меѓу другото ќе ни даде и од даровите на Духот. Потребни за неговото тело,
потребни за неговата црква, потребни за неговата невеста, потребни за неговото царство. Амин. Ти благодариме, Господе Боже, затоа што Ти веруваме дека Ти си величествен Бог и ние стоиме пред Тебе понизно, бидејќи знаеме дека дури се што ќе кажеме, се што ќе објасниме, не можеме сами да го направиме, мораме прво да го земеме од Тебе. Нема ништо во нас, Господе, што е наше по дефиниција. Се е Твое. И затоа ние Ти благодариме, бидејќи Ти си благоволил на нас, конкретно на нас, со име и презиме, како образи Божи, создадени и сакани од Тебе. Да имаме по благодат учество во Твојот живот. Во животодавниот сок на Твојата лоза, Ти вечен и совршен лозар. И јас те молам сега да ни помогнеш на сите оние кои во Македонија живеат и копнеат, Господе, по Христос, кои му веруваат на Бог како Света Троица, кои се залагаат да го имаат плодот на Духот, кои оперираат во даровите на Духот, Господе Боже, и кои копнеат да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја, како на небото, така и на земјата. На тој начин, Господе Боже, јас се молам за оваа наша земја. На тој начин сакам да ја благословиш, на тој начин црквата да ја обединиш, на тој начин, Господе, Твојата невеста да биде безпрекорна и чиста, на тој начин да сватиме дека само во покаяние, само во барање прошка, само во копнеш, само во црсто држење до Тебе, ние ќе донесеме вистински плод, кој толку многу му е потребен на овој свет, кој е пустина духовна. Ова те молам да го услишаш, те молиме, Небесен Татко, во името сега на Твојот Син Исус Христос, прати од она што најмногу на нас ни треба, а тоа е Светиот Дух и неговото помазание. Амин. Амин.